Заменик председателот на владата задолжен за економски прашања, Кочо Ангјушев, денес во Кавадарци оствари двочасовна средба со 30 на бизнисмени од Тиквешкиот регион. На средбата беа представени владините програми за поддршка на бизнис секторот, а беа слушнати и потребите на бизнисмените. Ангјушев нагласи дека преку овие средби минатата година владата детектирала 3 главни предизвици за раст на македонската економија, и тоа раст на конкурентноста на македонските компании на меѓународни пазари, намалување на административни постапки за бизнис секторот, како и обезбедување на квалитетен кадар за потребите на стопанството. Рече дека со програмите и мерките кои ги нуди владата, ќе им се помогне на бизнисмените. Проблеми има многу во економијата и секогаш ќе има. Она што се обидовме да го направиме, оваа година првпат направивме еден закон за финансиска поддршка, во која што и македонските компании се опфатени. Првите 100 компании веќе добија таква државна помош, односно добија договори, а државната помош ќе биде исплатена до крајот на годината. И тука има неколку кавадаречки компании, меѓутоа она што е важно и кое што другата година ќе биде уште појако, односно повеќе средства детерминирани за таа работа, тоа ќе биде во фондот за, сега малци има лошо име, иновативност и технолошки развој, па кога ќе кажеме иновативност, мислиме дека треба тука некои иновации да се направат кои што ќе осменат светот. Не се мисли на тоа, значи повеќе јас би ставил приоритет на технолошки развој, каде што сите компании кои што ги задоволуваат критериумите кои што се таму кажани, може да добијат сериозни средства за подобрување на нивната технологија. Значи идејата е која? Идејата е дека компаниите у Македонија, ако сакаат да бидат конкурентни и да растат, мора да имаат да бидат конкурентни и надвор од Македонија, не само во Македонија. Бројката колку компании од Македонија извезуваат надвор од Македонија е малечка и таа у проценти, значи од вкупно регистрираните фирми у Македонија е мал број. Или да не речам тажно мал. Еве, така би го кажал сето тоа. И во таа смисла, мислам дека тука треба да се направи еден исчекор да тие компании стануваат конкурентни и да може да излегуваат надвор од Македонија, бидејќи не можете да бидете голема компанија или да растете ако не бидете извозно ориентирани. За поддршка на стопанството, владата годинава обезбедила рекордни средства од буџетот во висина од над 30 милиони евра, кои се реализирани преку неколку економски програми. Вице-премиерот се осврна на владините политики и програми со кои ќе се намалат административните процедури и ќе се влијае на намалувањето на невработеноста од една страна, како и обезбедување на квалитетен кадар за потребите на стопанството од друга страна. За да се реши проблемот со потребите на кадар во компаниите, се планира на локално ниво да се детектираат сите невработени лица на ниво на општина, како и потребите за вработени во компаниите во општините, а потоа преку процес на преквалификација да се обучат кадри за потребите на компанијата и да се намали невработеноста во државата, нагласи Ангјушев. Стопанствениците на средбата од вице-премиерот побараа приносењето на нови закони да бидат консултирани и тие, бидејќи секој закон директно ги засега во работењето.